12 студенти од земјава, меѓу кои и тројца албанци, своето образование ќе го продолжат на дел од 100 најквалитетни универзитети во светот. Сите трошоци ќе им ги плати владата. Стипендиите денес ќе им ги подели премиерот Груевски. На 100 најдобри светски универзитети, рангирани според Шангајската листа, ќе можат да студираат и 12 студенти од Македонија. Меѓу нив се и тројца албанци кои добиле стипендија од Министерството за образование на претходно објавениот конкурс. Стипендијата ги покрива трошоците за образование, студирање, трошоци за живење, како и авионски карти за 2 пати во годината да се вратат во родното место. Зера Хасани е една од добитничките на стипендијата која ќе продолжи да студира компјутерски науки. Тоа е еден од најдобрите универзитети во Швајцарија и е на Шангајската листа каде се рангирани 100 најдобри универзитети. Верувам дека конкуренцијата беше силна, но имав сила да бидам примена, како што се предвидува и во договорот за стипендирање. По завршувањето на студиите треба да се вратиме и знаењето што таму ќе го стекнеме. Треба да го инвестираме во нашата држава. И другите се задоволни од можноста да студираат надвор од Македонија. Доби стипендија за Единбург факултетот во Велика Британија. Ова стипендија па одлична можност за финансирање, значи да си го продолжам моето образование. Не би рекла дека е поквалитетно, меѓутоа има поголем избор на програми и е одлична можност за академски да си го проширам знаењето на полето кое што сакам да го работам професионално во иднина. Во владата решенијата за стипендирање ги додели премиерот Никола Груевски, кој им соопшти на студентите дека ако успеат да се вработат во една од 500 најпознати компании на листата на Forbes, имаат право да останат 3 години надвор од државата без да се вратат за да работат тука, како што се предвидува во договорите. Трошоците за 12 студенти што треба да ги плати владата изнесуваат околу 400.000 евра.